Почитувани, погледајте ги овие фактури. Тие се доказ како директорот на јавното комунално предпријатие Томе Тодоровски открива Паланка, инаку кадар на ВМРО ДПМНЕ се расфрла со пари на граѓаните. Имено тој од сметката на јавното комунално предпријатие набавил фен, пегла за коса, душеци во вредност од 600 евра, плаќал сметки во ресторани и кафеани. Само во првите 6 месеци од оваа година тој потрошил над 250.000 денари пари од јавното комунално предпријатие, со што плаќал сметки во ресторани и кафеани. Тој со средства од јавното комунално предпријатие плаќал сметки во гостителски објекти во Крија Паланка, Куманово, Скопје, Свети Николе, Пробиштип, Виница, Прилеп, но не само во Македонија, туку и во Србија, во Врање, Врњачка бања, Предејане, Белград, во Софија, во Австрија, во Германија. Прашањето е, со кои економски активности ќе го оправда трошењето на овие средства? Од друга страна, управниот и надзорниот одбор воопшто не се спротивставиле на ова негово расипничко трошење. Спротивно на тоа, тие на 3.10. оваа година експресно го реизбраа за директор на ова комунално јавно предпријатие. Во текот на 2016 година директорот нема поднесено ниту еден квартален извештај за работа, што е директно во спротивност со член 23 од Законот за јавни комунални предпријатија. Во оваа прилика сакаме да побараме одговор и на прашањето како и по кој основ директорот го избриша претплатничкиот број 1089 од базата на претплатници на јавното комунално предпријатие и која е оправданоста за бришењето на овој правен субјект од базата на претплатници. Неизвестно е дали ќе добиеме одговори на овие прашања, но едно е известно. После 11 декември во Македонија ќе има промени. После 11 декември во Македонија ќе има правда и ќе мора да има ревизија и одговорност за недомаќинското работење на ЈП Комуналец. По 11 декември одговорност мора да има и ќе има.